гостин во студиото на денешната тема е професор доктор Горан Марковски, декан на Градежниот факултет. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Азбестот најчесто е користен како азбестни цементни плочи кај дел од многу покриви во државата, меѓутоа во минатото кој нашла широка примена поради својата отпорност на оган. Но најважното прашање е каква е состојбата денеска на терен? Да, негде во 7-та деценија од минатиот век азбест-цементните плочи беа мощно популарни во градежништвото. Пред се користеа за покривање како кровен покривач, што поради нивната отпорност на пожар, меѓутоа уште повеќе мислам за поради нивната цена. Беа релативно ефтини во споредба со другите материјали. Се сметаше дека се доста издржливи, лесни за монтажа и така натаму, и оттаму и нивната примена. Толку често во градежништвото на објектите, покрај за покривање на кровни површини, се има користено и за фасадни елементи, како фасади, некаде дури и за преградни ѕидови, внатре во просториите, а секако и за цевководи за вода за пиење, што може би е сега најсериозниот проблем со кој што се соочуваме денес. Со тек на време се покажа дека оваа комбинација помеѓу азбестни влакна, кои што се силикатни минерали, всушност, залепени меѓусебно со цемент, се покажа дека може да биде опасна по здравјето. Во фаза кога салонитот почнува, односно азбест-цементните плочи почнуваат да се распаѓаат од било какви причини или на нив се врши некакви интервенции, частиците, ако се со одредена големина, навлегуваат во дишните патишта и може да предизвикаат опасни болести. За среќа сега на терен скоро и да не може да се најде објект кој што се покрива со азбест. Јас мислам не толку поради свесноста на оние кои учествуваат во градежништвото, туку едноставно веќе и на пазарот скоро и да ги нема. Да, и сега останува уште потребата од замена на оние што се уште останале на одредени објекти. Тоа е голем проблем, сериозен проблем, и тоа не само за Македонија, сериозен проблем е за сите држави. Ќе наведам еден интересен пример како тоа се решава во оние земји кои што се побогати од нас. Имено, нашиот факултет има одлична соработка со универзитетот во Бохум, РУР универзитетот во Бохум, во Германија. Тоа е почнал со работа во 70-тите години, изградени се цел комплекс, цел кампус е изграден со тогаш нови објекти, современи за тоа време и така натаму, меѓутоа пред извесен број години заклучуваат дека во нив се вградени материјали кои што во себе содржат азбест. Предпоставувам дека и свеста на оние кои што стопанисуваат со таквите објекти, кои што ги користат, а и се разбира материјалната моќ, донесува до тоа да сите тие објекти бидат разрушени, потполно разрушени, се разбира почитувајќи ги сите мерки потребни за заштита на работниците, за да веднаш потоа бидат изградени нови објекти. Значи, сериозен е проблемот. Има во Македонија се уште постојат доста објекти, што мали, што големи, кои што се покриени со овие плочи. Можете да замислите ако нивната масовна употреба била 70-тите години, сега нивната старост е сега 50 и нешто години, значи имаат една криза на 50-тите, на средновечна криза, почнуваат да ги покажуваат слабостите и стануваат потенцијална опасност по околината. Да, дека се навистина опасни, покажува и фактот дека азбестот е ставен во класата број 1 канцерогена материја според Меѓународната агенција за истражување на ракот, и затоа надлежните институции треба да реагираат и да не дозволат да се уште има азбестни покриви кои што го загрозуваат здравјето на граѓаните. Меѓутоа мораме да истакнеме дека во тие напори да се заменат азбестните покриви повеќе општени во земјава работат на таа проблематика. Меѓутоа, тука повторно доаѓаме до уште едно прашање кое што се однесува на контрола во градежништвото. Ако не користиме
азбестни покриви, тогаш користиме други, нови, модерни градежни материјали, но каде е контролата и во овој дел? Да, практично, како и на многу други сегменти во градежништвото, и овде контролата потврла. Велам, среќа што ваквите материјали ги нема на пазар, или ретко се наоѓаат, тешко. Инаку се сомневам дека не би се користеле, бидејќи контролата на од тој вид на употреба на соодветни материјали скоро и да ја нема. И ако има некои исклучоци, тие само го потврдуваат правилото. И контролата, како што гледаме, е основа на се, основа да имаме безбедни објекти со многу малку внесени ризици во себе, по здравието и по животот на оние кои ги користат. И затоа мораме да делуваме да таа контрола биде редовна и онаква каква што треба, за да можеме помирно да живееме. И споменавте и вие, и слушнавме во претходниот прилог од Куманово, дека се уште останува висок процентот на азбестни цевки во водомоводната мрежа и загрижува и ставот на надлежните кои што велат дека инвестицијата на нивната замена е прескапа, меѓутоа не треба овде да се застане. Треба нешто да се направи. Да, апсолутно. Водата за пиење стига до секој жител и дел од овие цевки се стари, изложени на распаѓање и нормално дека водата која минува низ нив со себе ги носи и частичките од азбест. И тука според мене не треба да има компромис, значи нема цена која што е повисоко од здравјето на граѓаните и тука мора да се делува. Втор проблем се јавните објекти кои што се уште имаат вакви кровови. Често тука се и оние каде што учат или престојуваат нашите најмилија, тоа се и највредните граѓани, децата. И исто така сметам дека треба да се делува без разлика на тоа дали азбестот почнал да се распаѓа или не. Ризикот постои и мислам дека тоа е многу мал трошок во однос на она што ќе го добиеме. Можеби најголем проблем се приватните објекти. Практично скоро и да не постои начин како можете некој приватник да го натерате да го замени кровот, затоа што тој не само себе си што си делува штетно, туку делува штетно и на соседите. Тука инспекциите креваат рака, дека се немоćни, само констатираат дека да, има кров од азбест, од азбест-цементни плочи, меѓутоа немаат што да прават. Сега тука може би добри форми, субвенции да се даваат и така натаму, за да се реши овој проблем. При што, како што видовме во прилогот, многу е важно стручно да се менуваат, за да не страдаат луѓето кои што работат на тоа. И тука потврдуваме во процедурите и во постапките. За жал, сведок сум јас лично на многу места каде што потполно незаштитени работници работат на нивно отстранување, се фрлаат, се кршат, а токму тоа се тие постапки кои што не смеат да се прават со ваквите плочи. Да, веднаш ќе се надополнам на ова што го кажавте, дека од Министерството за животна средина ги третираат азбестните покриви како опасен отпад генериран со активностите на конструкција и уривање објекти во градежништвото кои што содржи опасни материи. И да, кога говориме за отстранувањето на азбестните покриви, оваа проблематика е регулирана со Законот за управување со отпад, постои правилник за постапување со отпадот од азбест и околу неговото спроведување ингеренции има Министерството за животна средина и секако има одредени протоколи како тоа да се направи, но за жал велите дека на терен состојбата е сосема спротивна и не се внимава. Се загрозува здравјето и на тие што работат на отстранување, но и на генерално и на луѓето што живеат таму. Како и за многу други работи, особено во градежништвото, регулативата ни е добра. Би рекол дури многу добра, со опфатени многу елементи кои што треба да се почитуваат, меѓутоа тој квалитет се губи од регулатива до примена во пракса. Негде потврдуваме, најверојатно тоа се оние контроли кои што мора да постојат. Тука би ја додал и свеста и совеста на луѓето, значи јас очекувам да едуцираноста, очекувам за оној што ќе работи на отстранување, дека
самиот не треба да дозволи да работи без заштитна опрема, соодветно да се складира, да се транспортира, да се натаму постави под земја, значи не се толку штетни сами по себе, колку што постапките со нив доведуваат до штетни последици. Ама тука ни затајуваат тие неколку елементи кои што, како да кажам, не прават да не веруваме дека можеме да бидеме подобри во многу сегменти од нашето живење. Сега, кога говориме за потребата од замена на сите оние азбестни покриви кои што се уште останале и на индивидуални објекти, и на училишта, градинки и одредени институции низ државата, веднаш мораме да кажеме дека таа замена треба да се направи со соодветни материјали. И кога говориме за новото модерно градежништво, станува збор за енергетско ефикасни градби, материјали кои што ќе бидат дел од новите објекти. Ајде малку околу тоа. Да, денес е тренд за истражување во градежништвото се така наречените зелени материјали или материјалите кои што содржат многу малку, односно во нивниот процес на производство и градување се емитира што помалку CO2 јаглерод диоксид. Так. Знаеме за ефектот на стаклена градина и што се тоа со себе носи, климатските промени и така натаму. Тоа е хит во светот, особено во градежништвото, бидејќи се смета дека градежништвото е еден сектор една дејност која што може би е еден најголем загадувач, особено во однос на емисија на CO2. И дали тој тренд се следи и кај нас во државата? Се обидуваме, се разбира, и тука не сме меѓу првите, меѓутоа, еве сега ќе спомнам и конкретни мерки, например, Градежниот факултет потпиша меморандум за соработка и веќе за проект заедно со цементарница Усје Титан од Скопје за истражување во областа на намалување на емисија на CO2 кај бетонските објекти. Кога зборуваме за можностите како може да се редуцираат штетните влијанија на материјалите, на овие материјали врз нашата околина, би споменал неколку пункта. Прво е да произведеме цемент, клинкер, со што помалку испуштање на CO2 во воздухот, понатаму да добиеме квалитетен бетон со што помалку цемент во него и да добиеме добри конструкции со што помали пресеци од бетон. Так. И сето тоа кога ќе се собере заедно, заштитата станува сериозна. Оттаму тука е тоа истражување, центарот почна да работи, ќе бидат вклучени многу истражувачи, и студенти, и магистранти, докторанти и вработени. Овој тип на вложување во истражувањето се враќа многу брзо во природата, односно како нешто што може да не спаси од предвидливата иднина ако продолжиме да се однесуваме на овој начин. Целта е да цементот се замени со отпадни материјали, значи двојно да биде користа. И отпадот со кој што не знаеме што да правиме, како на пример пепелта од рек, која што со ветер се раздувува низ Пелагонија и влегува во оние производи земјоделски производи кои што потоа ние ги користиме на нашите трпези. Значи таа пепел да искористиме, да ја ставиме во бетонот, со тоа ќе ја намалиме количината на цемента и пепелта ќе потрошиме. Големи се истражувањата тука, се работи на композитни материјали, се работи на зелени материјали, нели, целта е да имаме CO2 нула, што побрзо со тоа да оноку колку што можеме ја спасиме нашата планета. Значи, материјалите се далеку од она што биле овие цементни, азбест-цементни плочи. Според мене треба општините, а и државата за оние објекти кои што се на државно ниво, да направи регистер на објекти кои што се уште се покриени или користат вакви опасни материјали, да се направи регистр кои цевководи во државата се уште со азбест-цементни материјали и полека да се направи стратегија во еден куц временски период сето тоа да се подобри. Секако кога ќе прашате за одреден проблем,
човек кој што е дел од стручната фела, во случајот во градежништвото, секако ќе го добиете соодветниот одговор и соодветното квалитетно решение. Колку сте задоволни од тоа, колку ве консултираат за одредените проблеми во градежништвото институциите и сите надлежни кои што треба заеднички да бидат вклучени во решавање на проблемите и конечно да имаме едно модерно градежништво кој што ќе ги следи современите текови. Прво благодарам на убавите зборови. Не знам дали го имате тој гостин вистински за кој што зборувавте, меѓутоа во секој случај ви благодарам. Знаете како има една изрека, на човек можеш со сила да му земеш нешто, а не можеш со сила да му дадеш. Така е. Зборовите се обидуваме да делуваме, тоа е наша општествена одговорност и како професори, како наставен кадар и како луѓе што работат во областа, да ја кажуваме вистината, да ги отвараме проблемите, да нудиме решенија, да се што повеќе да се говори на овие теми, бидејќи се од наше животно значење. Сега, некогаш успеаме идејата да ја реализираме до крај со помош на оние институции кои што се за тоа надлежни, но некогаш од разни причини идејата застанува на некоја врата за која што долго време не успеваме да го пронајдеме клучот да отвориме и да продолжиме понатаму. Може да биде подобро, науката затоа и служи. Не е само наука заради наука, научните откритија целта на научните откритија да се користат во пракса. Да. И она што го знаеме и што веќе е апсолвирано и кај нас и во светски рамки, треба да се обидуваме што побрзо да го примениме. Јас кон крајот на разговорот ќе потврдам дека употребата на производи со кој било вид азбест е целосно забранета во земјите од Европската Унија од 2005 година. Наваму, затоа и вие рековте, не се користат повеќе азбестни материјали затоа што воопшто не се ни произведуваат. Иако азбестот како опасна материја полека се искоренува и денеса многу ретко и воопшто не се користи при изградбата на новите објекти, важно е јавноста да биде информирана за здравствените ризици и опасноста од азбестот и сето тоа да се почитува со цел да се заштитат и оние кои што работат во градежништвото, но и генерално луѓето кои што живеат во одредени стамбени објекти. Едукацијата е клучна за развој на човекот и како индивидуа и за развој на цивилизацијата. Знаеме од секогаш, а особено па денес кога живееме во едно вака брзо време во кое што техниката, технологијата напредуваат со дури би рекол и преголема брзина. Не можеме, човековиот ум мислам дека не може ни да следи таа брзина од време на време. Мораме да се информираме и да се образуваме во цел живот практично. И затоа информираноста на луѓето дека овие материјали се штетни и така натаму, и тука и улогата на медиумите и на емисии ова како што е вашата е од исклучително значење, затоа што имаме голем дел на население што не знае за проблемите. И бркајки некакви информации полуточни, бркајки некогаш по-ефтино решение и така натаму, си го доведува животот во прашање. Не само со овие материјали, туку и со многу други. А трката по профит на компаниите е толку голема што некогаш и не се размислува на здравјето на оние корисници што ќе го купат производот, а тука па се добре дојдени, односно неопходни стандарди, и нивното почитување и контролата почнавме и да заокружиме повторно дека контролата е исклучително битна. Да ги детектираме проблемите, да ги отвораме прашањата кои се однесуваат на проблемите, да имаме и да дадеме доволно информации, секако надлежните институции да си ја сработат работата, да вршат контрола и да овозможат квалитет кога станува збор за градбите во градежништвото генерално, да допринесеме и за квалитетен живот, но и за здрава и чиста животна околина. Така е. Ви благодарам многу за гостувањето, задоволство ми е секогаш кога сте наш гостин. И мене исто, благодарам.